Втордневник на К1, добар ден. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Прва официјална посета на јапонскиот амбасадор во Велес. Трета форумска сесија води Мир Капије за креирање на буџетот за 2017 година. Преку здрава храна до подобро здравје. Синоќа високи функционери на СДСМ однеле 500.000 евра во две џамии во Теарце. Во исто време познатиот активист на СДСМ Ивица Тодоровски објавил фотографии од парите кои ги дели таму, пишува весникот Вечер. Полицијата во целиот период го следела настанот, но решила да не интервенира во џамиите, затоа што тоа не го дозволувал министерот од СДСМ Оливер Спасовски. Валентина Михайловска со деталите. Високи функционери на СДСМ синоќа однеле 500.000 евра во Теарце во двете џамии во селото, додека активистот на партијата Ивица Тодоровски објавил фотографии од парите кои ги дели таму, пишува весникот Вечер. Весникот, повикувајќи се на извори од селото, објавува дека возило за кое нивните извори тврделе дека е на луѓе на СДСМ во селото доставиле 500.000 евра. Полицијата во целиот период го следела настанот, но решила да не интервенира во џамиите, затоа што тоа не го дозволувал министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, пишува Вечер. По оставањето на парите возилото било запрено од страна на полицијата и бил извршен претрес, а во него, како што наведува Вечер, а за ова денеска пишува и порталот Курир, повикувајќи се на изјави од граѓани објавени на нивните Facebook профили, биле Петре Шилегов, Ѓулом Серкасипи, кандидатка на листата на СДСМ, како и уште две други лица. Вечер пишува дека операцијата за купување гласови се водела во џамиите, а цената на еден глас изнесувала 1500 евра, сума која им се нудела и на македонци, потврдени гласачи на ВМРО ДПМНЕ, за да не излезат на гласање. Доколку не успее оваа стратегија, сумата ќе се покачи на 2000 евра по човек, а до недела и ќе се зголемува, пишува весникот Вечер. Министерот пак за внатрешни работи Оливер Спасовски со службено возило бил 2 дена на терен и водел кампања во Теарце. Првиот амбасадор на Јапонија во Република Македонија оствари средба со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. 6 члената јапонска делегација заедно со градоначалникот ги посетија основните училишта Благој Кирков и Јордан Хаџи Константинов Џинот, како и посебното основно училиште Маца Овчарова, каде јапонската амбасада донираше грант во висина од 53.800 евра и се реализираше проект за набавка на 2 нови парни котли кои го затоплуваат објектот. Со грант во висина од 53.800 евра од јапонската амбасада поставени се 2 нови парни котли за затоплување на објектот во двете основни општински училишта Благој Кирков и Јордан Хаџи Константинот Џинот и посебното општинско училиште Маца Овчарова, а реновирани се и санитарните јазли во трите училишта во Велес. Ова беше и поводот за првата официјална посета на првиот амбасадор на Јапонија во Република Македонија, Кујоши Коинума. Овој проект е дел од еден поголем проект кој се вика GGP проект. Секоја година на него аплицираат многу македонски организации и Велес, општината Велес е само дел од нив и дел од училиштата кои го добиле грантот. Овој грант конкретно е околу 50.000 евра, иако оваа сума не е голема,
сепак е доволна за почеток за да му се помогне на училиштето. Секако дека овие проекти продолжуваат со Македонија, бидејќи не ги спроведуваме само во Македонија, туку низ целиот свет. Се работи за мали проекти, со мали грантови, со големи резултати. На средбата со градоначалникот Славчо Чадиев се дискутираше за досегашните, но и за идните соработки на полето на образованието и медицината. Чадиев додаде дека и досега имале соработка со јапонската влада. Општина Велес испрати неколку своји вработени на одредени периоди по 3 месеци во изминатите 2-3 години на едукација во Јапонија, значи грантови од страна на јапонската влада. Нашата соработка се надевам дека ќе продолжи на поинтензивен начин, бидејќи начинот на кој што го пренесува искуството стегнато во Јапонија во начинот на третирањето со отпадот и на другите сегменти го имплементиравме во општина Велес и сега веќе може да ги видиме и првите резултати од тие посети на нашите вработени во Јапонија. Задоволство и благодарност изразија и трите директорки на овие училишта, што нивните ученици добија нови подобри услови за следење на наставата. Она што и двете страни го потврдија е дека соработката ќе продолжи и понатаму со зголемен интензитет. Во Демиркапија се одржа трета форумска сесија за креирање на буџетот за 2017 година. На оваа форумска сесија беа презентирани сите предлози од претходните сесии, дадени од граѓаните. Тие преку презентации се информираа за целокупниот форумски процес од 3 сесии. Катерина Нацева ги има деталите. Околу 70 на граѓани од општина Демиркапија учествуваа на третата форумска сесија од самостојниот буџетски форум, кој што општината го спроведуваше заедно со граѓаните. Успешната соработка помеѓу граѓаните на општината и локалната самоуправа доведе до создавање на буџетот на општината за 2017 година, преку кој ќе се реализираат проектите и препораките кои ги предложија и приоритизираа граѓаните на изминатите сесии. На оваа форумска сесија беа презентирани сите предлози од претходните сесии дадени од граѓаните. Тие преку презентации се информираа за целокупниот форумски процес од 3 сесии на кои што учествуваат 220 граѓани. Групите поделени во работни маси дадоа и разгледаа 39 предлози во 8 буџетски програми. Од овие предлози беше создадена листа за приоритетни проекти на кои приоритет за реализација дадоа на 21 предлог проект во 8 буџетски програми. Од страна на граѓаните беше предадена и листата со препораки за 14 проекти кои што би се реализирале во иднина од страна на градоначалникот и локалната самоуправа. На оваа сесија модераторот и комодераторот на форумот дадоа детален преглед за текот и спроведувањето на овој проект и соопштија дека граѓаните го оцениле форумот позитивно. Ваквата позитивна оценка на форумот како платформа за заедничко донесување на одлуки од локалната власт и граѓаните покажува дека општина Демиркапија успешно го реализира буџетскиот форум. На крајот на сесијата градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев изрази благодарност до граѓаните и гостите на форумската сесија и представниците од програмата Форуми во заедницата и Швајцарската агенција за развој и соработка. ВМРО ДПМНЕ како демохристијанска партија, чие начело е негување на националните вредности, се залагала и ќе продолжи да се залага за достојна почит кон сите на олтарот на земјава, кои ги положиле своите животи, истакна Горан Наунчев од партиската говорница на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Традицијата на чествување на хероите од македонското историско наследство продолжува и оваа година со панихида за Миле Поп Јорданов по повод 114 години од неговото загинување. Панихидата ќе се одржи во црквата Свети Велимаченик Пантелемоен во сабота на 24.12.2016 година со почеток од 9:45 часот. Ги покануваме сите почитувачи на македонската револуционерна борба да бидат дел од овој настан, да одадеме почит на овој голем борец за слобода, на својот намачен и поровен македонски народ. Ви благодарам. Храната вистински лек во 21 век е насловот на првата книга на познатата нутриционистка Цвета Динева, промовирана вчера вечер во Велес. Според Динева, тајната на долгиот и квалитетен живот лежи во правилната исхрана.
Храната вистински лек во 21 век е насловот на книгата на познатата нутриционистка Цвета Динева, која беше промовирана вчера вечер во ликовниот салон во Велес. Целта на авторката е да им помогне на луѓето на едноставен начин да си обезбедат здравје и долг, здрав и квалитетен живот. Оваа книга јас ја велам буквар од кој ќе се научи на наједноставен начин како треба да се храниме, што треба да го јадеме и во истото да уживаме и да не донесе до нашето здравје. Значи, овој начин на исхрана сега што се практикува кај нас последни 20 години, значи се одење на готови храни, така наречени брзи или фаст фуд храни, доведе до многу болести, како кај младите, така и кај возрастните. Според Динева, конзумирањето различна храна во исто време, неправилното мешање на храната и напијалоците предизвикуваат болести. Хаосот во организмот настанува кога се пријадуваме со храна од различно потекло. Имаме дефицит на вода, свежа овошје и зеленчук. Сушност, целата вистина се крие во едноставност. И тоа е оваа книга која ќе земете во раце, ќе се чудите колку е тоа лесно за читање, колку е провокативно. Како почнеш да читаш, да читаш и понатаму да не ја оставиш од раце и ќе стигнеш до еден момент, рецептите дојдоа. Рецепти во кои има, значи рецепти за супи, за салати, готвени јадења, десерти, значи се буквално. Цвета Динева тргнува од фактот што секојдневно го повторува, а тоа е дека тајната на долгиот и квалитетен живот лежи во правилната исхрана. Под мотото "Биди поразличен" дочекаја новата година со спорт, учениците од 1 до 5 оделение од Општинското основно училиште Страшо Пинџор од Кавадарци ја испраќаат старата и ја пречекуваат новата година. На поразличен и уникатен начин, наместо со новогодишни приредби и забави, тие се рекреира, спортува и го совладуваа она што претходно го учеле, благодарение на нивните наставнички и спортски професори. Во спортски дух, учениците од 1 до 5 оделение од Општинското основно училиште Страшо Пинџор од Кавадарци ја испраќаат старата и ја пречекуваат новата година. На поразличен и уникатен начин, наместо со новогодишни приредби и забави, тие се рекреираа и спортуваа во спортскиот центар Партизан. Среќни и задоволни што на ваков начин ги испраќаат последните денови од старата година. По повод новогодишните и божичните празници. Ние денес ќе играме божични игри. Че работиме атлетика, че правиме вежба. По нова година, да не биде се приредба, тако спортски. За новогодишните празници ќе играме спортски игри. Па вака исти вежби касите. Че ја славиме новата година. Новогодишните и божичните празници. Што правите вие останали? Што правите? Играме спортски игри. Под мотото "Биди поразличен" дочекаја новата година со спорт. На овој настан со различни спортски игри од едукативно забавен карактер, учениците вежбаа и се докажуваа, го совладуваа она што претходно го учеле благодарение на нивните наставнички и спортски професори. Овој спортски настан е замислен така што цел терен можете и сами да видите е поделен на неколку на 8 станици, каде што има различен вид на игри од забавен карактер. Тие децата се поделени по нивните оделенија и секоја наставничка е задолжена за својата станица така да сите оделенија, односно сите ученици ќе ги поминат сите видови на вежби. Учениците се посебно среќни кога активно учествуваат и се вклучуваат во одбележување на различни поводи и манифестации, но овој пат со несекојдневна нова и поразлична активност од досегашните, зашто нивните наставници го даваат својот максимум за тие да бидат среќни и задоволни. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше промовиран поетскиот алманах на кавадаречките поети од клубот Тиквешки цветови. Станува збор за пети поред алманах во кој има стихови од 28 поети од различни генерации, познати автори, но и нови имиња. Прошетки на зборот е насловен поетскиот алманах на кавадаричките поети од клубот Тиквешки цветови. Станува збор за пети поред алманах во кој има стихови од 28 поети од различни генерации, познати автори, но и нови имиња.
Алманахот изобилува со песни во кои се прикажани како поетите аматери, полека еден по еден, зрејќи со текот на времето се докажуваат и чекорат низ собствената креативност. Петото издание на Алманахот на Тиквишки цветови има и сериозен поднаслов – Прошетки на зборот. Не би разлагал многу за неговиот избор со оглед на тоа што зборот во случајов е нашиот алат и секој од нас со него гради поезија онака како што најдобро знае и уме. Моето искуство овој пат е пред се интересно, но и мотивирачко и беше задоволство да го уредам овој алманах. Во него имаме поетски творби од различни генерации. Во своето обраќање кон присутните, актерот Александар Малинков нагласи дека кавадарчани носат уметничка душа и дека кавадарци има бројни докажани уметници од сите сфери на уметноста. Ова алманахот број 5. Не во континуитет, меѓутоа неколку години наназад, и тоа е една интенција на тоа Сдружение Тиквишки цветови да не скокнеме ниту една календарска и творечка година, тоест тие да не скокнат во иднина, а да не се забележи тој годишник, нели, кој творел, кој со што бил преокупиран и така натаму и така натаму. Трудејќи се јасно да го слушнат гласот на сопствениот личен купнеш и него да го осмислат и вообличат преку убавината и раскошот кој го нуди и подава поетскиот збор, и облагородени во тој процес, се докажува како авторите незабележително израснуваат во вистински професионалци на поетскиот збор. Зад нас оставивме една многу плодна и успешна поетска година. Покрај вообичаените поетски средби и настани што ги организираме редовно веќе последните неколку години со Сојузот на аматерски писатели на Македонија, оваа година бевме организатори на дводневен Поетри Слем настан, организиран од страна на Поетри Слем, во кој учествуваа слемери од цела Македонија. Сите овие години се исполнети со многу дружење, многу убави моменти, многу убави настани. И стварно ми е чест и задоволство што е веќе 27 години екзистира на овој или оној начин. Како издавач на книгата се јавува Домот на културата Иван Мазов Климе со поддршка на општина Кавадарци. Компјутерската обработка и насловната страница се дело на Билјана Соколова. Пишувајте и пазете со зборот, оти само тој останува вечно. Беше пораката на уредникот Маријан Тодоровски. Лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи поднесе оставка од функцијата председател на партијата. Агенцијата за електронски комуникации соопшти дека во вториот квартал од годината во Македонија има 2.049.170 активни претплатници на мобилна телефонија. Вести од Македонија. Мендух Тачи поднел неотповиклива оставка од функцијата председател на ДПА и управниот одбор на партијата. Оваа информација тој на јавноста ја соопшти преку објавување на пост на својот Facebook профил. Драги пријатели, току што поднесов неотповиклива оставка од функцијата председател на Демократската партија и во управниот одбор на ДПА. Со Демократската партија на албанците колективно ќе раководи управниот одбор до ванредниот конгрес, а датумот на неговото одржување допрва ќе биде определен. За координатор на сите активности е назначен генералниот секретар Азем Садику, додека јас и понатаму останувам посветен на Демократската партија, напиша Тачи на својата Facebook страница. Агенцијата за електронски комуникации соопшти дека во вториот квартал од годината во Македонија има 2.049.170 активни претплатници на мобилната телефонија. Споредено со истиот квартал минатата година, бројките покажуваат дека годинава имаме намалување за 3,5%. Статистиката покажува дека во вториот квартал од оваа година регистрирани се 1.052.331 припејд корисници, што е за 5,6% помалку од истиот период минатата година. Минимален раст е евидентиран ке бројот на постпејд корисниците, и тој овој квартал во споредба со претходниот од оваа година е зголемен за 0,61%, или македонските мобилни оператори имаат евидентирано нешто повеќе од 718.000 постпејд корисници.
Споредено со вториот квартал од минатата година, овој пат имаме поевидентен раст и тој изнесува 2,24%. Италијанскиот министер за внатрешни работи Доменико Минити потврди дека осумничениот извршител на нападот во Берлин, Анис Амри, е убиен во текот на изминатата ноќ од полицијата во Милано. Киднапиран авион на Africa Airways. Авионот го киднапирале две лица вооружени со рачни гранати кои упатувале закани дека ќе го разнесат леталото доколку не бидат исполнети нивните барања. Затворениците од либиските затвори да бидат итно ослободени. Следуваат вестите од светот. Италијанскиот министер за внатрешни работи Доменико Минити потврди дека осумничениот извршител на понеделничкиот напад на божичниот панагюр во Берлин, Анис Амри, е убиен во текот на изминатата ноќ од полицијата во Милано, јави ДПА. Идентитетот на 24 годишниот униженец бил потврден според отпечатоците од прстите, соопшти италијански полициски извор. Околу 3 часот и 30 минути утринава Амри бил запрен за рутинска контрола на идентитетот во близина на железничката станица во миланското предградие Сести Сан Джовани. Тој извадил пиштол извикувајќи Аллах Акбар, пукал кон еден од полицајците кои го запреле и притоа го раниле. Во престрелката што настанала потоа со полицајците, Амри бил убиен. Пред ова италијанската полиција добила информација дека е можно осумничениот Амри да се наоѓа во реонот. Пред да дојде во Германија во текот на минатата година, Амри по заминувањето од Тунис неколку години живеел во Италија. Киднапираниот авион на Africa Airways на летот Сепха до Триполи во Либија слета во Малта. Двајцата киднапери, веројатно приврзаници на убиениот либиски лидер Муамер Гадафи, еден од нив тврдејќи дека во раката има бомба, го принудил екипажот да слета во Малта. 45 минути ги држеше во заложништво 111 патници и 7 членови на екипажот, пошто патниците почнаа да излегуваат, јави телевизијата Sky News Арабија. Грабнувачот порачал дека е поддржувач на поранешниот либиски лидер Муамер Ел Гадафи и дека сака да ги ослободи сите 111 патници во авионот Airbus A320, но без 7 члени од екипаж. Доколку неговите барања бидат исполнети, јави весникот Times of Malta. За сега не се знаат неговите барања, ниту дали тој е сам или има помош од други лица. Како што јави ТАС, малтешки војници веќе зазедоа позиции на неколку стотини метри од авионот на пистата. Сите летови на малтешкиот меѓународен аеродром се откажани или одложени. Грабнатиот авион на државната авиокомпанија Africa Airlines изведувал лет од градот Сепха во југозападна Либија до престолнината Триполи. Летот на оваа маршрута вообичаено трае малку повеќе од 2 часа. Малтешкиот премиер Џозеф Мускат на Твитер соопшти дека е информиран за случајот на киднапирање на либискиот авион и дека во моментов се преземаат екстерни безбедносни операции. Седум лица се уапсени во рации кои ги спровела австралиската полиција пошто спречила терористички напад планиран за Божик во центарот на Мелбурн. Уапсените планирале да нападнат прометни локации како што се железничката станица во Мелбурн, плоштадот на Федерацијата и катедралата Свети Павле, изјави началникот на полицијата во државата Викторија, Греем Ештон. Според него уапсените биле инспирирани од пропагандата на Исламска држава и од и самите се радикализирале. Четворица од приведените се по потекло од Либан, а родени во Австралија, а петиот е од Египет. Приведените биле под надзор на полицијата одреден период, а за време на претресот полицијата собрала материјал за правење импровизирани експлозивни направи. Премиерот на државата Викторија Даниел Ендрюс најави дека на улиците на Мелбурн за Божик ќе бидат распоредени дополнителни полициски единици со цел граѓаните да се чувствуваат безбедно. Ширум светот е кренато нивото на безбедност поради страф од терористички напади.
Времето во Македонија денеска сончево со слаб од умерен северен ветер. Температурата достигна до 12 степен. За време на викендот ќе биде стабилно и суво. Температурата ќе биде во благ пораст, а зголемување на облачноста ќе има од недела. Деталите во продолжение. Следното информативно издание е во 20 часот. Пријатно!